Вообичаена практика, дел од земјоделците на истокот и оваа година пред почетокот на раната пролетна сеидба почнаа со палење на остатокот на трева на нивите и страништата. Од навиките тешко се откажуваат и покрај забраната која на терен не се почитува. Од регионалната канцеларија на Државниот земјоделски инспекторат во Кучани велат дека излегуваат на терен и веќе во план се неколку акции за откривање на бесправно палење на страништа од земјоделски површини, заедно со полицијата и противпожарните единици. Оттаму потенцираат дека наесен повеќе се палат страништата од несовисни земјоделци отколку на пролет, но и тоа дека сторителите кои ќе се откријат или затекнат на лице место ќе бидат санкционирани. Лани поднесовме 6 барања за поведување на прекршочни постапки. Глобите се од 100 евра за физичко, 1000 за правно лице и 300 евра за одговорното лице, вели Савка Веселинова од регионалната канцеларија на Државниот земјоделски инспекторат во Кучани. Лани забраната не се почитувала ниту од земјоделци во Штипско. Имаме покачување на бројот на интервенциите, претежно во летниот период, каде што се на отворен простор од 151 интервенција. Претежно поголем број од интервенциите се на општина Карбинци, каде што имаме претежно палење на стрништа. И покрај апелите и медиумите, значи имаме зголемен број на палење на стрништата од страна на земјоделците. Најмногу страништа се палат во Кочанско, потврдуваат од регионалната канцеларија на Државниот земјоделски инспекторат во Кучани. Лани запалено страниште ја зеде и првата жртва. Среде оган на нива настрада 82 годишен старец од веничкото село Јакимово.